Советот на општина Кавадарци денеска го доби претседателот на телото кој заедно со градоначалникот ќе имаат најважната и најодговорна функција наредните 4 години. Тоа е Ристо Сакалиев, нему ова му е 5ти советнички мандат. На последниот чин на гласањето му претходеше вообичаената процедура. Со седницата започна да претседава поранешниот претседател Горица Пеливанова Вилхелм, кој го свика ова заседание на Советот, пошто со новиот состав на Советот претседаваше највозрасната од присутните избрани советници Миријана Гркова од коалицијата предводена од СДСМ. Потоа беше избрана верификациона комисија која ги верификуваше уверенијата, а со тоа и мандатите на сите 19 советници, од кои 9 се на коалицијата предводена од СДСМ, 8 од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, 1 од советничката листа група избирачи Ристо Сакалиев и 1 од партијата ГРОМ. Сите 19 советници дадоа свечена обврска, пошто беа подпишани изјавите што е законска процедура. Свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, статутот и одлуките на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. По неколку паузи и консултации, поради кои беше прекинувана седницата за предлози околу новиот претседател на Советот, кој трае околу 2 часа, беше донесено решението, а потоа избрана комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. Комисијата по заседавањето исфрли 2 предлога на кандидати за претседател на Советот на општина Кавадарци. Горица Пеливанова Вилхелм од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и Ристо Сакалиев предлог на СДСМ. Првиот круг на гласање покажа дека и двајцата кандидати добија идентичен број гласови по 9. Еден советник гласаше воздржано. Законски веднаш се помина на вториот круг на гласање, пошто советникот Ристо Сакалиев доби 9 гласови, а кандидатот на ВМРО ДПМН 8 гласови. Еден советник во ова гласање беше воздржан, а еден советник не беше присутен во салата. По ова со мнозинство гласови Ристо Сакалиев беше прогласен за претседател на Советот на општина Кавадарци во наредните 4 години. Првата наредна седница на новиот Совет на општина Кавадарци е закажана за среда напладне. Благодарам на вас на медиумите. Да, станав меѓу 19 прв, ние сме сите исти, сите гласаме по еден глас, ја не сум повеќе од другите. Оврската што ми ја доверија овие советници е еден поголем морал за мене за повеќе работа. Знам дека во овој состав сега е најтешко да бидеш претседател на Совет и двете страни мислам дека се убедени дека треба да бидам јас. Ја добив ова поддршка и ја мислам дека на ова функција мислам да одговорам културно пристојно, сакам да работам само интерес на граѓаните, на оние гласачи што гласале и за една и за друга страна и за мене. Јас сум човек непартиски, тврд во своите обидувања, не поколеблив, тоа вие го знаете. Сега граѓаните ќе добијат некој подруг претседател на Советот од претходните непартиски. Ние знаеме каде е централната власт, градоначалникот и Советот. Не сум јас од мнозинството на градоначалникот, на ВМРО ДПМН, јас сум од спротивниот табор. Тоа е факт. Тука немаме простор за грешка, сме во тесно. Мислам дека, најодговорно тврдам дека многу позитивни работи ќе се случат во Кавадарци, имајќи во обзир дека овој градоначалник е нешто повеќе од другите што беа и дека треба многу повеќе да направи, теретот ќе биде на него многу голем. Мене ме има како соработник, не како политички поддржавач, него како соработник, а тој е и бизнисмен, тој ќе го интересира само работењето, нема да го интересира политика многу во неговиот мандат и мислам дека ќе биде успешен градоначалник. Проектите што ги ветувал градоначалникот ќе ги поддржиме може не во целост. Јас ќе се владам со инструкциите што ќе ги слушам од граѓаните, не од советници или од партии политички и моето искуство, овој ми е 5ти мандат, мислам дека нема да дојде до некое мое колебање од страна на политичките партии, дека ќе работиме одговорно, честно. Ваквиот систем на работа не дава простор за манипулација ниту на една, ниту на друга страна. Третата страна сум јас, а равноправна со другите две. Јас од моје лично име прво заблагодарам на сите советници кои што денеска беа верифицирани и беа присутни во Советот на град Кавадарци.
да се заблагодарам на тоа што значише гласање од сите и да му посакам успех и соработка на новиот председател кој што се зема за обврска да преседава заедно со Советот на град Кавадарци. Тоа за мене значи една институција која што треба заедно со нас како градоначалник, како општина да ги спроведуваме сите оние проекти и сите оние планови за град Кавадарци. Јас очекувам од наредниот председател и од советниците да имаме разумна и сплотена соработка, поготово председателот на Советот е тој што треба да бара баланс помеѓу едните и другите. Кога викам едни и други, тука треба да бидеме сите исто, меѓутоа секој некој застапува своја страна. Во интерес на град Кавадарци, во интерес на граѓаните да бидеме сплотени, а партиите да ги оставиме она што треба стратешки да го решаваат во делот на партиските работи. Ви благодарам за присуството. Многу ми е мило што уште на првата седница ги завршивме двете битни точки, и председател на мандатна комисија и председател на Совет. Така да во среда веќе ќе почнеме со работа официјално. Самиот почеток на работа има одговорна работа за носење на ребаланс на буџет, така да со граѓанските пари, со општинските пари ќе треба да раководиме одговорно и транспарентно према сите.